темата ја ставивме форма на побожност. Не е така пријатна, ама е вистинска, Библијата зборува. Во 2 Тимотева 3 глава, од 1 до 5 стих се наоѓа текстови кои што често ги цитираме кога имаме евангелизации, па и во проповеди. А тоа е, почнуваат вака овој текст. А ова знај дека во последните денови ќе настанат какви времења? Тешки времења. И навистина. И сега Павле зборува какви се тие времења. И спомнува некои карактеристики за овие времења. Луѓето ќе бидат какви? Само живи, срабљољупци, самофалци, горделеви, хулители, непокорни родителите, неблагодарни, несвети, без љубов. Дали е тоа точно? Се се случува веќе. Одавна е присутно, а сега уште по-изражајно, нели така? Невоздржани, невоздржани. Колку сум, среќавам се секојдневно луѓе невоздржани. На улица, во болница, кога одиш пред шалтер, невоздржани, така ли? Турканица, да влезеш негде. Никој никого не ферма, секој го бара своето, така ли? Невоздржани. Ако брзо возиш му смета, ако бавно возиш му смета, било што да правиш, стално нешто ти прети, ти заканува, нели така? Ти свирка. Али меѓу останатите, знаци на крајот и знаци на последното време е во 5 стих, кој често го занамеруваме, така? Вели, во последно време, кој ќе станат тешки времења, луѓе ќе имаат изглед на побожност, а се одрекле од нејцината сила. И дури не се доближува или се отстранува и од нив. Значи, една од карактеристиките на последното време, а денеска е тоа, дека ќе дојде да ќе живееме во време на луѓе кои се декларираат како религиозни и побожни, ама не се вистински. Ќе имат форма на побожност, нели така? Како изгледат побожните луѓе? По што можеш да знаеш дека е некој побожен човек? На иконите имаат светци, така ли тие? Светците имаат орел, знаеш дека е свет човек. Али како човек кој оди по улица, во продавница, на пазар, пошто луѓето, или како можеме да го отсликаме, да го карактеризираме побожниот човек? Како тоа изгледа? Како изгледа? Носи посебна капа? Пишува нешто на грбот? Како изгледа побожниот човек? Како можеш да го препознаеш? Така, значи, ако си со него подолго време, ќе видиш, ќе препознаеш некои работи кои што не е, нели, например, сите викаат тој е тивок, сите скакаат тој не е воздржан, и многу карактеристики. Побожен човек, ќе го спомне Господ често, така ли? Во наше секојдневни човек ќе се прекрсти, нели? Во православието гледаме во општеството, значи, побожен човек носи крст во колата, така ли? Или околу вратот, или пошто уште? Си има календарче, нали така? Верува во Господ. Така е ознаката на генерално на побожниот човек во општеството. Пошто ќе го препознаеме побожниот во нашата средина, адвентистичка? Носи лекција секоја сабота, така ли? Носи Библија, песнарка. Пошто уште ќе го препознаеме побожниот човек? Доаѓа на време на црква, така ли? Дали си тие добри работи? Сето тоа дека е тоа добро. Меѓутоа, Библијата вели дека во последно време ќе имаме лажна побожност. Знаете, кога зборува за лажна побожност, не кажува само во светот. Ние кажуваме се за светот. Точно е дека и светот, али кај нив нема лажна побожност, да кажеме, тоа е искрено, тоа што е, макар и криво да е, они мислат дека е право. Ја мислам повеќе Павле зборува за оние кои мислат дека се вистински, а всушност
ne se vistinski. To je ona samo obmana. Lažna od vistineta. Znate, v Avstraliji nekoj prava, a to od Kina najdu, prava takvo cveće, taka liči na vistinsko, da lesno će se izlažeš. Ja često, taman da go mirisam, velim, čekaj prvo da go fatam. Ako ne go dopram, će počnem da go mirisam, a plastika, kaj će miriš plastika? Ama taka čovjek od se, tako se napravi da prosto, znajte, falsifikat od izgleda kako original. I živejme će dojde ušte poveće vreme, koga formalna pobožnost će dominira, braće i sestri. I mnogumina će biti izlaženi. I sami će biti izlaženi od svoje pobožnost, a drugi će biti izlaženi. Po knjigata na Tit, 1. glava 16. stih veli: zboruvat дека го познаваат Бога, а делата не одат во склоп со нивните зборови. Формална побожност која не оди подалеку од устата, така ли? На англиски викаат lip service. Lip service. Lips се устните. Значи само со устата. Павле кажу вам, неко луѓе само со уста ќе му служат на Господ. Обличена побожност. Во Исаија 29 глава 13 стих, еве што ни кажува Исаија 29:13. Господ рече, бидејќи овој народ ми пристапува само со устата и ме почитува само со устните, а срцето му е далеко од мене и неговото почитување научено од човечки одредби. За кој народ зборува Исаија, Господ преку Исаија? Тој народ, вели, ме почитува само со устните, а срцето далеко. За кој е тој народ? За филистејците? За египјаните? За вавилонците? Зборуваше прво за израелците, така ли? А може и за нас да се однесува денеска, вели, мојот народ ме служи само со устните. Браќи и сестри, опасност е. Знаете, во почеток кога нашата црква почнала да се одвоила од протестантскиот свет или во Америка и така натаму, во почетокот таа ревност за Господа била присутна попрактична, али како времето оди ние, која генерација адвентисти, полека почнуваме ние да ствараме своја традиција, дали знаете да? Почнуваме ние своја традиција. Од една традиција сме побегнале, почнаме да правиме своја традиција, така да некои работи ги правиме, а без да ги доживуваме. Без да ги, како да кажеме, без да ни значаат нешто длабоко во живот. Него така ги правиме, ги повторуваме, затоа што така ние адвентистите го правиме. И тоа е опасност кој Господ ни кажува. Израелците надворешно биле многу побожни. Сакајќи да покажат на Бога колку го сакаат, заборавиле на внатрешната побожност. Малку по малку мислеле дека надворешните ритуали, форми ќе бидат доволни. Така ли? Жртва си принесувале. Пасха си празнувале. Празник на сеници си празнувале. Дарови си давале, десетоци си давале, ова. Се си правиле како што Господ го прави. Меѓутоа, малку по малку тие работи почнале да бидат постанале форма. Ритуал. Изгубиле суштина и важност. Ако би прашале некој зошто го правиш, би рекле, па не знам, така татко и мајка правиш. Баба ми правиш. Постои опасност и ние денеска да паднеме во такав ритуал. Зашто одиш во црква? Зашто празнуваш сабота? Зашто веруваш во она? Зашто не веруваш во она? Да го правиме по навика. Зато Елен Вајт отворено каже, неколку само мисли ќе прочитам. Прво, израелците ја имале вистината, но не дозволиле да таа вистина влезе во нивното срце, да се покаже во нивниот живот. Го носеле законот на челото и го имале закачен во собата, околу раката, а го немале каде? Тамо требало да биде во срцето.
A ona mislite, gotovo je, ja sam zaštiten, go imam v kolata, go imam v sobota. Jedan vernik vo vere bi veki, pastore, zašto ne odštampam jedno 10 zapovedi i da ih stavim, dokačame vo crkvata okolo. Veli, nije vjerujeme vo 10 zapovedi. Velam, slušaj, 10 zapovedi ne se dadini da se zakačat vo crkvata. Kada treba da se zakačat? Vo srce to vela. Možemo da izlepime, da napravime tepisi so 10 zapovedi, odeme po, ne li tako? Ama ne to. Lesno je da oblepime zidovi na crkvata i na holot i po skalite, a teško je da se zakače tuka. To je problem od braći i sestri. Vo kojoj padnale izrilcite, može mi nije da padneme. Vele Ellen White veka. Vistinata na nikogo ne može da mu pomogne, ako ta ne se vnese vo vnatrešno to svetilište, vo koliko ne posveti dušata. Pobožnost će se izopači, religijeta će se pretvori vo prazna sentimentalnost, vo koliko plugotna vistinata ne prodre dlabokovo tloto na zapušteното srce. Plugotna vistinata, ne teoretske vistine. Nije svi te znajeme da kažeme koja je bila majkata na Isus, kada se krstil, na koliko godini vam, svite nije to, ako znajeme u što detstvo. Ali vistinata na plugot. Znajte, ja sam odrastao na selo i su moral, koga jedno vreme tatko mi ne beše so nas. Ponekoš oreći, ako ne oreš dobro, će iskoči plugot. Tako li? Pa ostava delovi koji će vidiš negde, ostanelo treva. Taka ponekoš plugotna vistinata ne odi dlabokovo naše to srce, da iskoreni se. Tukaj i tamo ostanuvat nekoj raboti nepročisteni, neiskornati, neizraboteni. I to ga otežava naš život so Boga. Veli ponatom Ellen White, teoretsko to poznavanje na vistinata ne je bitno, a nije najmnogu trošime vreme i kršime, kako da kažeme, i se sukobuvame i se karame ponekoš, da se pokažeme koji koliko doktrinalno znaje na sekoj izbor. Teoretsko to poznavanje na vistinata ne je bitno, niti poznavanje to na najgolemite vistini će ne spasi, veli Ellen White. Naše to znanje treba da bide praktično. Vistinata treba da vleze vo naše to srce, da go posveti i očisti od sekoja svetovnost i razbludenost. Duri i najintimnite područja na života. Znači, vistinata treba da vleze vo najintimnite kletki vo naši od život. Hramotna dušata treba da se očisti. Togaš naše to ispovedanje, naša ta sabota, naše to davanje, naša ta vernost i proučuvanje na biblijska područja će ima značenje, će ima život. Nema da se pretvori vo forma. Znate, Gospod ne veli ne treba ovo, ne treba, ne. Nego da se osveži, da vistinata ne posveti. A ta vistina ponekoš boli. Od ta vistina treba nekoj raboti da se odrekne. Minatata sabota, rekao, je propovedav i vo vere vi spomnav. Ta vistina treba da navleze vo naše to srce, da ne pročisti. Vo naši od život, naše te prioriteti mora da se smenat. Kada je Gospod? To je ono što je bitno. Ušte neko je mislao od Ellen White, samo završim i svega, gledam vreme to zamina. Veli, najmračnite poglavlja vo istorijeta se optovareni su izveštaji za zlostvorta, što je napravili verskite fanatici. Farisejite tvrde deka se Avramovi deca, faleći se deka posjeduvat boženstveni proroštva. Sepak ovije predimstva nego su čuvali od sebičnost, od zloba, od želba za dobivki, od najnisko licemerstva. Znači, svi te raboti gi pravile, kako Gospod kažal, ama vnatre nivni od život bil totalno poinakov. Kodele na pazar, prodavale rasipana roba pod ime deka je zdrava, tako li? Prodavale krava koja je davo 10 litra mleko, ani ne kažuvali deka se rita. Zemam sporedbi kako ponekoš možeme da bideme neiskreni vo našite transakciji, vo našite odnosi, a da nadvorešno izgleda sve dobro. U ti narodot ne znaje. Ellen White odi toliko dlaboko što veli,
Nemojte da kupite nešto ako znate da kad neka stara žena prodava ispod cena. Nemojte da zlopotrebite tuđe neznanje na svoja lična dobitka. Budite iskreni, platite koliko vredi. Znajte, hristijanstvo to ne je samo taka površno, treba plugodna visinata da navleze dlaboko, da ne promeni. Ja sećam koga dedo mi beše živ, ode me na Pazar, u Novo Selo tamo, on Zelenčuk. I će meri na kantar piperki i sve kroz će stavi 1-2 povećane kama. Velam, dedo, ti na 10 duši po 2 piperki će otide 1-2 kilo vozijan. Ne, veli. Neka ripne kantar od poveće. Što znam, veli, neka bide od moja strana poveće. I tako mi se, vidite, go pamtam posle toliko godini. Neka od mene poveće pomine. Neka ja bidam ekstra blag. Neka prostam, neka dadam nekoja parička poveće. Gospod će dade, će vrati 10 kosta. Znači, da su pobožnost, braće i sestri, da se gledamo naši od život. Grešnite ljudje može da stane od pravedni samo ako ima verovo Boga i ako dožuvat živa vrska со Него. Тогаш надворешните форми на религијата ќе се образа со внатрешноста чистота на христијанино. Браќи и сестри, Господ не повикува да навистина го преиспитаме нашиот однос и нашата побожност. Она дискусијата која се водеше за време на саботната школа, само да додам, нашето сведочење мора да биде придружувано со нашиот живот. Тоа е несмерно. Тоа не може замена. Нема замена за позитивен христијански живот. Посветен живот. Посветен живот е кога си 100% на Бога. И раце, и нозе, и очи, и узи. Се. Тоа значи посветен на Бога. Значи нема ништо тешко што не биде за Господ. Ако е тешко, бараме сила од Господ. Нека Бог ни даде да бидеме навистина како очекува. Не е едноставно. Плугот зарива длабоко. И понекогаш ќе исварли нешто што не чини. Али нема друг лек. Нема друг за да бидеме верни на Господа. Не само тогаш ќе видиме светло видело на другите, туку и ние ќе, нашиот живот ќе се препороди. Ќе доживееме радост. Една млада девка има една проповед и дадов така некој да напише за свој духовен живот и таа ми одговори се на картичка, вели: пасторе, барам да се молите за мене, вели. Јас сум, вели, уште како дете во црква. А зошто мојот живот е така празен? Зошто немам полнина во живот? Слушайте, понекогаш може би ние доаѓаме во таква ситуација. Јас најдов една од причините, а тоа е што не сме се доволно посветили на Господ. Затоа што се уште играме за 2 клуба. Се уште не сме 100% се посветили на Господ. Се уште овој свет некако не примамува. И додека така се двоиме, се бориме, не можеме да доживееме полната радост на Господ. Знаете, за тоа треба молитва, за тоа треба труд, за тоа треба пожртвување на Господ, а Бог е тој што може да не благослови. Бидејќи не заборавите, ние сме на страната на победникот. Нека Господ не благослови. Амин.